Добар ден. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Пред 2 недели овде стоев пред вас и ви ветив дека јас лично и градот Скопје по превземањето на Дрисла од 21.2020 година стоиме позади законитото и принципиелното работење на оваа депонија. За мене, за вработените во град Скопје, за градскиот инспекторат не може и нема да има компромиси со животната средина и потенцијалните опасности по здравјето на луѓето. Градот Скопје пред 50 дена дојде до сериозен доказен материјал за злоупотреба во менаџирањето со отпадот на територија на градот и затоа благовремено и навремено беа известени надлежните институции за следниве докази. Погледнете. Предупредувам на вознемирувачки снимки. Што гледам? Не одам. Почекај. Камион за ѓубре што? Почекај. Со статус е човечки орган. Медицински отпад? Да. Окей. Ова е за жал начинот на кој што бил третиран медицинскиот отпад во Скопје, за кое што ние немаме податоци колку долго и колку често се третирал на ваков начин. Наместо термичка обработка и стерилизација се случувало ова што го видовте, медицинскиот отпад да завршува на Дрисла како обичен отпад. Погледнете ги следните слики. Ова кај на депонијата? Да. Преку 50 дена градот Скопје чека било какво преземање действија од страна на јавното обвинителство, но досега немаме било каква информација за превземени действија и дали воопшто официјално е започната истрагата.
Напротив, по наши сознанија, во пракса се случува дека сторителот на ова што можевте да го видите се покрива со документација од друга државна надлежна институција. Јас лично, мојот тим, главниот инспектор на град Скопје, не може да дозволиме вакво неодговорно несување на институциите во државата. Време е конечно секој да застане за своите обврски и да сноси одговорност за своето неработење. Барам јавното обвинителство веднаш да започне истрага за овој скандал за здравјето на луѓето. Барам Министерството за заштита на животната средина во целост да го испитат работењето на сите субјекти кои што се под нивна надлежност, особено оние кои што имаат дозволи за работа со медицински и друг опасен отпад. Здравјето на граѓаните не може да трпи компромиси. Оваа битка или ќе ја војуваме сите заедно, како граѓани и институции, или ќе ја загубиме. Нема да дозволам оваа битка да биде загубена. Градот секогаш ќе стои пред и зад своите граѓани.